Хелените, според Јонецот, Иродот или Херодот, од малуброен и слаб народ станале голем и силен народ. Веројатно, таткото на историјата не ја кажал целата вистина. Во книгата Македонија центар на современата теогонија, професор доктор Ташко Белчев го расветлува бескрупулозниот грабеж на древномакедонската митологија, односно на древномакедонскиот политеизам и општо земено на теизмот од страна, како што вели, на малобројните хеленчиња, кои присудирот со една високо развиена древномакедонска култура, особено на пелазгите и на антите во Атина и низ Егејскиот архипелаг, Крит и пошироко, останале чудовидени од архитектурата и храмовите и останатите светилишта, од пристаништата, пророчиштата, развиените комуникации, високиот степен на опременост на градовите и селските населби, од богатиот литературен фонд и така натаму. И според авторот господин Белчев, тие хеленчињата преку ноќ во наводници се откажале од се што знаеле во наводници и едноставно станале во наводници венети и феникици. Проследувајќи овој долг процес на заемна асимилација, авторот правилно ја потенцира научната констатација на германскиот историчар и лингвист од 19. век Палмерајер, кој аргументирано тврди дека современите грци по ген не потекнуваат од древните грци, бидејќи од генот на древните грци нема ни жива трага во Грција, туку нивната трага треба да се бара во се тоа што останало на арапскиот полуостров и по-конкретно во денешниот Ирак, од каде што го започна старите грци својот поход кон Мала Азија, средноземноморските острови и континенталниот дел на Мореја, тоест на Вулканот, Балканскиот полуостров, некаде во 1200 година пред наша ера. Разгледувајќи ја древномакедонската митологија и обидувајќи се да ги пронајде, препознае, присобере и проучи вистинските разгранети корења на една со илјадолетија разграбена македонска цивилизација, професор доктор Ташко Белчев прави субтилни, јазични и други споредбени анализи, при тоа спорејќи со многумина антички, средновековни и современи автори од различни научни дисциплини, но имајќи разбирање за повеќени на средновековни литерати, кои немале нешто понаучно за древномакедонската, односно за феникиската и венецката митологија и нејзиниот политеизам, кои на безумен начин го присвоиле во наводници грците и римјаните, односно латинците. Тоа го кажува професор Белчев на страна 33. Тој, барајќи ги корењата на древномакедонскиот политеизам во ликовите на Уран, Геја, Зеус, Атена, Посеидон, Афродита и така натаму, чудата на джиновите, па се до потеклото на монотеизмот, изразен во ликот на синот на Зеус, Исус Христос, а ние ќе речеме на Синот Божи со скрстот, успела да спори со Дидро и Волтер, Ламарк, Дарвин и така натаму, со катедрата за класика при Универзитетот Свети Кирил и Методи и нивниот гласник Жива Антика, кои зад себе оставиле, како што на страница 16 вели авторот, 30 генерации академски инвалиди. Тој спори со професор доктор Панула Папазоглу, Димитар Талев и професор Блаже Конески, со професор Јакобсов од Америка и врвниот руски лингвист Виноградов, со македонските академици Михајло Петрушевски, Петар Илиевски и Манол Пандовски, со авторите на книгата Македонија 4000 години грчка историја и цивилизација, под редакција на академик Сакјаларил. Тој спори со српските професори доктор Драгослав Стрејовиќ и доктор Александрина Цермановиќ Кузмановиќ, а особено со последната книжка на францускиот етнолог Жан Куезионје, насловена Етнологија на Европа, издадена во Франција во 1990 година, а преведена на бугарски јазик и објавена во Софија во 1993 година како универзитетско издание Свети Климент Охридски,
каде, како што истакнува професор доктор Ташко Белчев, францускиот етнолог заборавил во наводници да ја наведе Македонија во групата на јужнословенските народи, а заедно со тоа ја одзема националноста на најдревната венецка нација на југот на Балканот, во која нема, не постоела и не може да постои друга оронимија, хидронимија, нисонимија, топонимија и друга ономастика, освен древномакедонска. Тоа го кажува на страница 27. И понатаму, францускиот етнолог со големи претензии за ово име, едноставно, лекомислено, површно, неграмотно, хипохондро, ја бриши од картата на Европа најстарата нација, најдревниот народ кој поседува цивилизација, култура и писменост уште од пред 4000 години. Трагајки по изоставеното, недореченото, во многобројните издања, посветени на митологијата и религијата, професор доктор Ташко Белчев на страница 13 од најновата негова книга ќе рече: да не беше таа феникиско-венецка митологија, немаше да постои ни старогрчкиот епос, ни старогрчката трагедија, ни Енеида на Вергили, ни Бокачевата книга за радославението на боговите, ни Пеколот на Данте. Консеквентен во својата анализа на материјалното и духовното збогатување на животот во општеството, а со цел да се откријат што повеќе недооткриени тајни на македонската цивилизација, како творец на процесот на создавање на изворите на современата теогонија, авторот професор доктор Ташко Белчев се обидува да прогледа од денешен аспект, од денешниот критериум и процена на таа древна олимписка борба за обстанок на боговите, джиновите и нимфите, од сегашната проникливост и расудливост, тој ќе констатира: за нас денеска, според нашето мислење и нашиот суд, кој знае дали би ја имало на бело филозофијата на Дидро, па и сите енциклопедисти на Франција, ако не постоеше старогрчката во наводници и римската во наводници филозофија, наука и уметност, која де факто и де јуре е чисто копирање, препишување, плагијатство, грабеж, пиратство, арамиство на една цивилизација која им припаѓаше на древните македонци, односно на феникиците и венетите. Но ете, требаше да изминат не векови, туку милениуми, за да дојдеме до таа исклучиво точна вистина од научен аспект. Исто така, истакнувајќи го арапскиот ген на старите грци и посочувајќи го просторот на Ирак како нивна прататковина, та отфрлувајќи го процесот на стекнување со цивилизација преку ноќ како ненаучен метод, та негирајќи дека грците се наводно заслужени во наводници за современата европска цивилизација, а следствено и за современата теогонија, професор доктор Ташко Белчев за старите грци директно ќе рече: тие им припаѓа на арапскиот ген и не случајно исчезна физички од Балканот и средоземноморските острови. Тие едноставно беа асимилирани од венецкиот народ на споменатите простори, од феникиците и словените. И тоа паралелно со присвојувањето на нивната цивилизација. И понатаму бескрупулозно и бескомпромисно и доследно ќе заклучи: тоа беше неизбежен процес за двата грста хеленско племе во морето на венетите и феникиците, но затоа победи нивниот дух од конструктивниот јазик и арамијски народ, жив или поточно повампирен до ден денешен. Осврнувајќи се критички на филозофските противречја на науката од времето на Дидро, односно на неговата енциклопедија, тоест на толковиот речник на науките, уметностите и занаетите, издаден 1751-1752 година, господин Белчев ќе обелодени дека корењето на таа така наречена од Дидро црковно-религиозна диктатура
на католичката црква и на источната